Во Hype TV ги имаме Тино и Атанас, едни од најдобрите македонски стендап комичари, па не само во Македонија и пошироко, можам слободно да кажам. Тоа се оние двајца актери кои што не развеселуваат, кои што не го разабавуваат денот па и ноќта и кои што прават ова сивило малце да изгледа порозово и да гледаме со малце порозови очила. Добар ви ден и на двајцата и добро ми дојдовте во Hype TV. Фала ти на поканата и кеф ми дека на некој ноќта му ја разубавуваме. Тоа е. Мене ми е кеф на некој розева дека му ја правиме ноќта. Тоа е супер. Дали розева, дали сива, битно да е во боја. Јас преферирам да е во боја. Тоа е многу битно. Денес сте со нас, токму заради она што ќе го направите на 21 на 23 ноември, а тоа е вашето стендап шоу, кој ќе се одржи во салата Јане Сандовски. Шоуто се вика на линија. Јас ќе ве прашам дали сте вие двајца на линија и на каква? Секогаш, на секаква линија, тоа е повеќе најмногу сме на линија со предците. Најмногу сме поврзани на линија со предците и на линија со вонземјаните, што уште не се појавени, ама сепак сме на тие две линии, значи и кон минатото и кон иднината. Јас најчесто ја користам оваа линија што е од Ѓорче до Ново Лисиче. Мислам дека е линија број 5. Автобуска линија, тоа ми е милената линија, од Ѓорче до Ново Лисиче. Затоа што го проаѓам поголемиот дел од градот. Тешко ли е да се премени линијата помеѓу она што е умесно и добро да се стави во шега и она што малце оскокнува од шега, а можеби изгледа малце неумесно и можеби и некултурно во даден момент? Да, точно тоа се случува цело време со оваа професија, но кога сме на линија или преку линијата е по-забавно. Мора да се призне кога се држиме во некои рамки, во некои шаблони, каде што сме безбедни и суперни на сите. Сакаме да експериментираме и сакаме да пробаме некојаш и преку линијата. Да, уствари цело време ние пробуваме да бидеме на линијата, а линијата само да буткаме се погоре или се подоле. Мора да сме храбри во смешките, мора да сме нови, свежи, мора да експериментираме, затоа што ако не пробуваш, нема да знаеш до кај ти е линијата. Дали го пронајдовте најинтелигентниот човек, односно вашиот стендап, точно не знам како се викаше, надпросечениот македонец, дали го пронајдовте? Да, ама не е еден. Повеќе се и глупо ќе беше затоа што ни се викаше настапот надпросечен македонец и да речеме четворица се. Така што ги најдовме, четворица се и надпросечни се. Мислам дека и двајца машки, две жени беа. Со IQ најпросечни. Да, надпросечни, да. Ги најдовме, две жени, двајца мажи. И знаеш, она беше баланс, баш беше политички коректно, кога ги најдовме дека надпросечните се 2 со 2. И мислам дека и некои се преобразија, некои просечни стана надпросечни, ама па и некои надпросечни се вратија на просечни. Знаеме дека актерството, поточно категоријата во која што припаѓате вие, нели, хуморот е едно од најзахтевните, најтешките да се изработи, односно да ја насмееш публиката од срце, тоа сепак е нешто кое што треба да биде и умешност. Колку успевате во тоа и кој е мајндсетот за сето тоа, за тоа на што го опишувате и презентирате? Секогаш се трудиме да работиме со позитивна енергија, од кога почнавме до ден денес. Мислам дека среќа што се отвори театар комедија и можеше да не насочи точно кон што треба. И функционираме само заради тоа, за луѓето да бидат насмеени. Комедијата, да, како жанр е многу широк поим и опфаќа многу подслоеви и поддејности, би рекол, има. Да, точно е дека е најтешкиот жанр за играње и за работа, но па точно е и дека катарзата што ја добиваме преку комедијата е многу поголема од било која друга уметничка форма. Кој ги пишува шегите? Заедно ли се консултирате, како го работите сценариот или некој друго пишува сценариот? Сега поново ChatGPT ни ги пишува, ние само му даваме инпути и он после си завршува работа. Се шалам, секогаш ние пишуваме. И мислам дека тоа е поентата на стендапот. Нешто што мене ме засега или Тино го засега, да го напишеме на хартија, да биде смешно, да има смешки и да можеме да го кажеме. Во стендап секогаш се предпочита работите да излезат од тебе за да бидат искрени и чисти и верни на крајот на денот. Јас имам едно размислување на даден проблем, друг човек има друго. Доколку друг би ми го напишал, тоа не би било мој поглед, моје размислување. Секогаш треба да е мој поглед. ChatGPT не знае да пишува уште. Веројатно за некои 20 години може и ќе почне да пишува. Тоа се 2 недели, Тино.
За 2 недели ќе научи. Па има време до големиот настан. До големиот настан таман. Ме интересира како ги согласувате идеите, дали се буквално можам да кажам, дали се карате некогаш вака ќе биде, така ќе биде, па нема да биде по твое, ќе биде по мое. Инат има, ама секогаш без разлика како и да не вози егото тој ден, зашто и да се расправаме, тоа е за некоја мини победа, сепак на крај пресудно е дали е добра или е лоша смешката. Ако не можеме да си одлучиме, се јавуваме и трет некој кажува и секојаш е на едната страна добител. Или одлучува публиката, например ќе ќе тестираме која подобро работи, на која ако сме се карале за некоја зборче или за некоја смешка, ќе пробаме неговата варијанта, последниот настап мојата варијанта и ќе видиме која е боље. Веќе истестиравте публиката, бидејќи имавте стендап низ цела земја, на што најмногу се фаќа македонската публика? Па, на добра атмосфера. Кога е добра атмосферата, функционира се. Мислам во поглед на вашите зборови, на што најмногу политика, општество, забавни теми, се. Па, нашата публика не е толку плитка и да се фаќа само на одредени теми, туку на повеќе работи се смее, повеќе теми што се добро кажани. Секој различно, ти во публика имаш различни луѓе што сакаат, некој повеќе се смее на секс, некој повеќе се смее на политика. Некој е дојден многу често на нашите настапи за краудворк, ние што го викаме, тоа е во превод работа со публика, кај што во живо разговараме, во живо во моментот се импровизираат и настануваат некои ситуации и некои смешки. Голем дел од публиката баш е тој разговор со нас, ради таа интерактивност на нашите шоа, доаѓа и сака тоа да го гледа. Едноставно не ја интересира запишаните смешки, сака само да разговара со нас и тоа да бидат смешките. Тие смешки за волја на вистината секогаш се најдобри. Секогаш тоа што импровизација е измислено во моментот, сега се препознава како атмосфера, свежо е, смешно е. На сите им е смешно, дури и на нас, дури и ние, само ако гледате видеа од тие настани, ние исто се трескаме од земја кога нешто ќе се случи смешно, тоа што и за нас се случува прв пат тоа, и јас сега прв пат го гледам, мене прв пат ми текна. Така да голем дел од публиката доаѓа ради тоа, нормално. Има и луѓе што вика мене таа смешка ми беше омилена, таа тема ми беше омилена. Но тоа се различни како за вкусови во музиката која би збореле. Која песна од албумот најмногу ти се свиѓа? На него една, на мене друга. Колку се исцрпувате на сцена, бидејќи сите ова бара доста ангажман и постојано зборување, интеракција со публиката, дали во еден момент, не знам, ќе ви се слоши, ќе припаднете, немате концентрација, како успевате да го совладате сето тоа, бидејќи сепак публиката може да препознае или можеби може да се маскирате? Искрено, најтешки настапи ми се тие кога не функционира нештото и кога немам поддршка, кога не е слеана атмосферата меѓу мојот израз и поддршката од публиката. Кога ми ја дава целосно поддршката од прва минута, функционирам до крај, но некогаш има некои настапи каде што на пример не е смешно, едноставно извини. Се утепана е атмосферата во публика и не може ништо да разбуди, се случува тоа и во комедија, и во представи, и во се. Ако некогаш се случува да биде таква атмосферата, но и тогаш е најтешко за работа. Тогаш е едноставно се трошиш повеќе, вложуваш, нагазуваш за да биде посмешно и никогаш не е. Во принцип се е тренинг. Мислам, ние долго време сме и глумци во театар комедија и долго време настапуваме и кога го имаш совладано занаетот, затоа што нашата професија е пред се занает, има алатки кои што ти помагаат и ако се тренираш, ако го држиш телото и мозокот натрениран, свеж, тогаш ќе можеш да го издржиш целој притисок што ти го кажа. Сега кажи самиот дека е занает, колку се заработува добро да овој занает кај нас? Ако работиш многу и се трудиш и работиш повеќе од една работа, можеш да преживееш пристојно. Не знам дали тоа спаѓа под се заработува многу, сигурно не. Ама ако се трудиш и ако работиш, мислам како и во секоја професија поврзана со уметноста. Што поише се трудиш, тоа повеќе ќе добиеш. Кога ќе те жениме? Оженец. Оженец. Стварно не знам за ова. Оженец. Колку време си во брак? Година и нешто. Години 3 месеци, години 2 месеци. И како функционира бракот? Исто како и претходно, ништо не ми смени, јас и претходно бев во брак, сега само така се вика, како титулата ја земав. А ти? Јас не планирам да се женам. Зашто? Па сега сум во налет во кариерата, не ме интересира ни брак ни ништо, ќе си продолжам вака ерке.
Ти си македонскиот, како да нарече, Бред Пит? Не, јас сум македонскиот Атанас. А дали вака е, како што се смеете, сега се смеете и на вашите настапи? Мислам, ви доаѓа природно да се насмеете, не она што е изглумено. Па да, е вакво, кога има ваква ситуација, да, нормално. Кога некој ќе праша нешто, ние се смеем. Кажете ми, што мислите, гледате светски стендап шоуа, развиена е доста таа, можем да наречем, индустрија. Колку кај нас тоа зазема се поголем замав, бидејќи гледам дека веќе и други пробуваат да го прават оно што го правите вие на некој начин? Јас мислам дека стендап сцената е во пораст и дека добро е што се случува нешто такво. Мислам дека ни фали, ни недостига во Скопје, па и во другите градови да има комеди клубови, каде што може да се собираме комичарите и да функционираме и да менуваме идеи, да разговараме за што е смешно, што не е смешно, да видиме различни стилови. Многу ме радува што се случува ова, затоа што е убаво. Затоа што едноставно носи. Има во пораста, има многу стендап комичари, има кафичи, некои клубови кои што организираат open mic, отворени микрофони, кои што секој би можел да се пријави, да се проба во стендап. Се организираат настани во големи сали, се полнат домови на култура, се полнат филхармонии, се полнат арени. И тоа е супер. Тоа е супер показател дека нешто од нешто можеби ќе мрдне. Па вие сте примерот. Еве за крај би сакал да ве прашам, односно би сакал да ве замолам, дали може да ми одглумите некоја шега или нешто што еве вака ви вас двајца својствено интересно на брзина ви. Не, затоа што немате платена карта. Добро, ако платиме, Толку беше смешката, сега ќе треба да платите. Сега ова ти е плюс веќе. Ова ти е веќе плюс, веќе идеш гратис? Нема гратис ништо, веќе ти е трета смешка. Колку више збориш, веќе ја гледам на очарите ги губиш затоа што немаш пари да доплатиш кошулата. Еве честно кажавме во реци. Значи додека не се соблечам целосно. Кога се соблечеш веќе целосно, ние ќе искочиме со ова 9 смешка за крај. Тогаш е катарзата и тука завршува шоуто. Благодарам многу и на двајцата. Фала ти.